Слушај вамо, неуспешен атентат врз кандидатот за председател и екс-председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп. И цел свет се возбуди. Треба? Не треба? Во право се. Во момент кога севкупната ситуација и во светот, и во Америка е доведена на работна пукање, одедно се наоѓа некоја будала која среде митинг пука врз председателскиот кандидат. Го погаѓа за среќа само во уво и убива неколкумина околу него затоа што промашува. Околу 7 куршуми се испукани. Кога ќе видите мапата што се случувало од озгора, ќе се запрашате многу логично прашање. Можно ли е специјалните служби за обезбедување кои секој председателски кандидат ги имаат и државата мора да им ги обезбеди? Тоа е така наречената Secret Service, во која се состојат не само Men in Black, туку и снайперисти, специјалисти, кои ги видовте како одедно се појави од сите страни. Јас само се прашав, како никој не го виде на кровот? Тоа е како на некој си 100 метри од овдека на кровот си стоел некој со пушка си се местил. Кој ќе го видите снайперистот што го свитка, тој ќе сватите дека он први изненадено гледа, па се трга, вау, и пука во него. Па чекај, ова е страшен пропуст. А верувате ли дека вакви служби можат да направат вакви катастрофални пропусти? Интересно е. Ова е прашање кое ќе побуди многу теории на заговор. Точно дека може би е месенка, точно дека е може би намерно и организирано, но може би и сосема случајно. Но сега што е проблемот? Проблемот е што Доналд Трамп и да погинеше, ќе станеше председател затоа што неговата популарност е енормна, а у овој момент неговиот рейтинг е 1:2 спрема Бајден. Што тоа значи? Тоа значи дека ништо од она што демократите се обидуваат да го направат, а тоа е пуштање емигранти, бараби, криминалци преку граница, кои им дозволија да силуваат, да тепаат, да крадат, да убиваат и така натаму, само да бидат дел од гласачите за демократите. Ништо не помага. Очигледно дека ништо не помага. И што е онда спасот? Радикализам? Некои ќе речат, нормално наративот сега како да се заташка се во ова, еве да речеме дека е случајно. Наративот веднаш демократите што го пуштат дека ова Доналд Трамп сам си го направил, дека увото сам си го сецнал со стакленце и му викал на снайперистот, слушај, ќе пукаме, ќе утепаш ти двајца, тројца овакво, близко до мене, ќе те утепаат и да немаш гајле, све ќе биде во ред. Нонсенс, но тоа е демократ. Тоа ти е исто, ние што го имавме со СДСМ овдека. И нив ќе им се случи на следниве избори СДСМизација. За СДСМ кога изгуби вика пасокизација, значи ќе исчезне партијата. Не, сега е СДСМизација, затоа што уште пострашен ќе биде падот. Да не го почнуваме сега муабетот, бидејќи тоа ми беше што се случува во СДСМ. Се заклаа. Селско крило, градско крило. Ние сме за овој, ние сме за оној. И се колат меѓу себе. Трескаат глупости. Абнормални соопштенија. Во овој момент нашата делегација, и ова ќе го засени се во ова, во Соединетите Американски држави, премиерот Мицковски веднаш и прв даде соопштение во кое изрази поддршка на Доналд Трамп, му посака брзо заздравување и да остане ситуацијата мирна, што е многу логично. Зошто? Прочитав негде, не можам да го проверам во овој момент, до утре треба да ги проверам затоа што сега имаме поплава од точни и неточни информации кои ги дава и светските сервиси, па дури и CNN. Никому да не му верувате во овој момент, но собирајте податоци. Има дека Бајден дал изјава, а треба да ја проверам затоа што сега со вештачка интелигенција можеш да наместиш дека Бајден го рекол тоа, дека се сомнева дека се иранците за овој атентат и ако се докаже дека се иранците, започнува војна со Иран. Лудело. Иран кој е сојузник со Кина, сојузник со Русија, која е огромна сила, која има енормна моќ. И што ќе се случи тогаш? Замислете што ќе се случи тогаш.
ќе биде општа светска војна состојба и Америка ќе мора во војна состојба да се крене, барем они така се надеваат и најверојатно ќе падне некоја ракета на американско тло или некоја американска база, ќе се прогласи војна состојба. Во војна состојба кога се прогласува во Америка нема избори. Дали ова е единствениот спас, не знам. Ако е на шега, усвари подобро да не ги кажувам сега шегите затоа што се обидувам сериозно. Брзо заздравување на Трамп. Трамп победува, ќе победи една опција која е против војна, која сака мир во светот и која многу ќе помогне да се стабилизираат работите. За нас ништо поповолно нема од Трамп да дојде, не затоа што сме трамписти, затоа што неговата политика бара мир, спротивно од Сорос, спротивно од демократите, спротивно од сето она што ни го прават овдека. Изгубија со СДСМ и покрај целата поддршка, но тука е веќе друга тема. Make America great again. Make Macedonia great again. Fight!